Акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина во Кочанско беше реализирана на неколку пунктови со вклученост на граѓани, ученици и вработени во државните институции. Во одворот на детската градинка Павлина Велјанова, клон Звездички кај Руен, премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев присуствуваше во реализација на акцијата Ден на дрвото, каде што со граначалникот Радко Димитровски засадија зимзелени дрвца. Гледано од 2008 година, ова акција вроди со голем резултат, значи се пошумени околу 13.000 хектари и се засадени околу 35.000 садници, 35 милиони садници. Значи ова година со ова акција ние планираме да засадиме 2 милиона и 600.000 садници на 503 хектари, што е исто така важно да се спомене дека за наредниот период ние планираме секоја година во Република Македонија да се засадуваат по 5 милиони садници преку ова акција. Се разбира, значи од тоа очекуваме дека еден добар дел тие ќе се зафатат. Во општина Кочани се планирани за пошумување 17.000 хектари со 34.000 садници од чемпрес, црн и бел бор и багрем. Вториот дел од акцијата е засадување на дрвцата во подрачјето на градот Кочани, заради тоа што општина Кочани како најеколошки град најчист град во државата се грижи за зеленилото во градот и имаме засадување на некои места во паркот на улицата 1 мај, на ново создадениот парк покрај болницата на улицата Страшо Ербапче и промена на сите дрвца кои што се оштетени од нашите несовесни сограѓани. На Пониква на локалитетот кај аеродромот се засадени 15 хектари со чемпрес, со што во есенската акција Ден на дрвото се вклучија и вработените на шумското стопанство Согово од Кочани, подружница на Македонски шуми. Во општина Кочани се пошумени и 2 хектари во околината на фабриката за вода, а учениците од основните и средните училишта засадија зимзелени дрвја во дворовите на своите училишта и во градските паркови. Во општина Зрновци пак во акцијата се засадени 400 садници од чемпрес во населените места Зрновци, Мородвис и Видовиште. Во општина Чешиново Облешево акцијата беше реализирана во дворовите на основните училишта, парковите и останатите зелени површини.